Добро вечер со топ тема. Вечерва, како што најавме во вестите, главна тема е она што го покажа Panama Papers, односно документите објавени на веб-сајтот и зошто, иако очекувавме звучни имиња од Македонија, не најдовме крупни зверки, како што би се рекло. Постојат имиња на одредени бизнисмени кои имаат отворено офшор компании на девствените острови или пак на некоја друга таква екзотична дестинација, меѓутоа сите тие со кои што Телма контактираше велат дека нема ништо криминално во отварањето на ваквите компании. Од друга страна, прашањето е дали зад оние лица кои што можеби ги очекувавме во овие Панама документи не стои некој параван, некој перач или нечија перална. Ова се само дел од темите што вечерва ќе ги разговараме со моите гости, а тоа е господинот Павле Гацов, кој е председател на Сдруженијето на даночни советници. Ви благодарам што дојдовте. И господината Вилма Рускоска, која е обвинител во основното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Фала и на вас и мислам дека сте многу соодветни и двајцата и повикани на два различни аспекта. Сега вие во однос на економскиот дел, даночниот дел, затајување на даноците, а вие во однос на гонењето на создадениот криминал од вакви дела да продискутираме на ова. Ние морам да кажам дека се потрудивме да добиеме и луѓе, например како господинот Џон Јоновски, за кој што видовме денеска дека е човек кој има фирми според Panama Papers во ваквите екзотични земји, иако тој на почетокот размисли дали да дојде, сепак на крај го откажа од приватни причини гостувањето. Меѓутоа ќе го слушнеме разговорот по телефон што го снимивме подосна со него и тој тврди за Телма дека нема ништо спорно во тоа што во Panama Papers се видело и неговото име, иако вели тој јас бев изненаден од тоа што мене ми има, а очекував некои други личности. Па еве господина Гацов, целата јавност, не само нашата, туку и регионалната и светската се занимава денувиве со ова прашање, иако како новинар истражувач сум разочарана, затоа што кога видов колегите во Србија колку работа сега ќе имаат од фирми што се им се појавија и личности, кај нас некако со овие 4-5 имиња наистина не е ништо звучно и потресително, што би се рекло. Во што е работата? Дали Македонија, ето, толку се честни нашиве бизнисмени, тајкуни и слично, или пак не постои начин туку така и лесен за да можат да ги однесат парите на сметки на вакви атрактивни држави. Тоа би значило дека им ги перат парите, им затојуваат данок. Јас би испратил една порака до вас, до новинарите, толку лесно да не се разочарувате. Ова е порака во смисла дека оваа бројка можеби е дефинитивна и е врзоствено на лепеза на Panama Papers објавени информации. Меѓутоа, офшор зони има многу. Не е само Панама, не е само Фонсека, компанијата и така натаму, значи треба и понатаму да истражувате. Мислам дека бројката ќе се зголемува, можеби по геометриска прогресија, меѓутоа треба да се има на ум дека и Македонија е мала земја. Значи ние не очекуваме во наводници да ги тепаме во овој дел Србија, Хрватска и така натаму, што помалку Германија и не знам, Швајцарија, Америка, ако ги гледате нивните бројки фрапантни се во однос на македонски. Меѓутоа треба и понатаму да се истражува даночни рајеви во светот има многу. Така да предмет на истражување треба да бидат и другите, ова е само од она што протече, нели, како информација од страна на оваа компанија која што еве низ цел свет вршила регистрација на такви фирми. Дали е легално е една работа, дали е морално е втора работа, трета работа дали се плаќаат даноците во Македонија за ваквите офшор компании. Значи самиот чин на отварање на офшор компанија не е забранет, па ниту во западните економии. Меѓутоа секогаш борбата е за даноците. Така да Република Македонија треба да обезбеди механизми, а има, меѓутоа не се спроведуваат очигледно, односно ако некаде затоа таквите механизми треба да се обезбедат легислативни, значи прописите да се подобруваат, овие пари да се демотивираат да заминуваат од Македонија. Односно во најмала рака оној што сака да ги пренесе во некаква ваква офшор зона да платят доволно даноци на Република Македонија за да биде задоволен или оној режим на солидарно однесување кон државата. Во овој контекст предмет на интерес пред се и на новинарите, меѓутоа еве би рекол и на обвинителството, освен перењето на пари како посебен режим кој што се санкционира, треба да биде дали се платени давачките за таквите трансакции кон тие даночни рајеви.
обвинителка за да стигнете нели до некогаш до кривичното дело, велат само следете ги парите, па полесно ќе стигнете може и делото. Тоа и за нас новинарите важи кога се обидуваме нешто да истражиме кај што има финансиски криминал. Меѓутоа, дали еве јас колку што се сеќам, вие сте па и подолго време во ова област на истраги во организираниот криминал, меѓутоа многу тешко и речиси на прсти се бројат случаите каде што можеше да се докаже дека некој изнел пари надвор од Македонија, дека тие пари биле нелегално стекнати или пак дека затаил данок благодарение на тоа што ги изнел парите надвор од Македонија. Зошто е толку тешко тоа да се истражува? Или може не е тешко, ама мене ми се чини дека е тешко. Вака, тешко беше на почетокот. Значи, негде октомври месец 2004 година, кој се формираше најпрво одделение за борба против организиран криминал во рамките на јавното обвинителство на Република Македонија, а потоа 2008 и посебно обвинителство. Македонија се уште како држава не беше толку етаблирана во нити Европа, па за светот да не кажувам. И они, сите наши, мислам, доста од нашите барања од тоа време, само останавме без одговори, без резултати. Но со текот на времето драстично се менуваше, мислам, сликата за нас како држава, така да сега многу побрзо и добиваме информации, така да секогаш кога имаме сомнеш дека се работи за перење пари покрај основното кривично дело, преку Управата за финансиско разузнавање, мислам многу брзо и добиваме најпрво дали имаат сметки во други држави, дали добивале пари од други држави на сметки овдека, па со барање на меѓународна правна помош до привремена заплена на пари во странски банки, а и обратно. Значи, други држави преку меѓународна правна помош се почесто бараат од нас да привремено блокираме, замрзнуваме сметки. Мислам, не ние, него судот нормално на наше барање. Судијата претходно на истражниот судија, сега судија на претходна постапка. Меѓутоа, господин Гацев, за да ја почнат истрагата, мислам, потребни се финансиски податоци, ова како што рековте вие, дали некој сака да затаи данок или сака да изманипулира со државава нешто. С која е појдовна точка за да може тоа да се истражува? Значи, предпоставам на обвинителството му требаат индици. Генерално, во Република Македонија системот како што е поставен, ова е иницијална работа на Управата за јавни приходи. Значи, Управата за јавни приходи е орган кој што во директен контакт ги проверува книгите, ги следи одливите на пари, ги следи приливите, евидентира дали некој платил данок, дали не платил, па должи данок. Ако се јават вакви индиции, веќе во светов, па и во нашава агенција, односно Управа за финансиско разузнавање, се знаат ризичните земји. Ако се значи, поентираат такви трансакции кон такви ризични земји, Управата за јавни приходи треба промптно да извести Управата за финансиско разузнавање. Понатоа може да се развива ако се забележи дека има некаква форма на криминал и соодветно обвинение, односно обвинителство да преиде во соодветна акција. Така да, иницијално заштитник на овој режим би била Управата за јавни приходи. Генерално, таа е орган кој што се грижи за собирање на даноците и во овој контекст е многу важно, јас би рекол, не толку приливот на средства од офшор компаниите кај нас, зашто тие средства овде ќе дојдат. Проблем е секојаш одливот. Значи, заминувањето на парите, после тоа може да им се изгуби трагот, ако соодветно не се зафатени со некаква даночна стапка, со некој данок, се трајно изгубени од Република Македонија или пак ќе се вратат под режимот на чисти пари. Значи, тука прва брана е Управата за јавни приходи. Меѓутоа, Русковска, она што во Македонија, знам кога се правеа одредени случаи, полесно беше да се докаже затајувањето на данок, а некогаш беше потешко тоа да се поврзе со перење на пари. Односно, перењето пари како случај беше едно од поттешките задачи со кои што
кои што ги имаше јавното обвинителство и не секогаш затајувањето на данок можеше да произлезе понатамошна истрага за да се докаже перењето на пари. Оти за затајување на данок и УЈП имаше многу решенија издадено едно време, беше навистина борба за луѓето да се научат да плаќаат даноци. Меѓутоа, она што беше тешко да се продолжи истрагата понатаму и да се стигне до перењето пари. Што значи тоа? Дека ако тој затаил данок, ама парите се чисти од приход, не ги испрал или само прљави пари, валкани пари можат да бидат оставени во пералната за перење на пари. Овака просто се изразувам народов да разбере. Во 2005 година, значи кога почнаа ние предмети со даночната евазија во Република Македонија, ние од почеток одевме со предметите за даночно затајување и за перење пари. Така ги водевме истрагите и беа многу, стварно. На колегиум, ми се чини, на јавното обвинителство на Македонија се застана на мислење дека ако се докаже даночното затајување, дека не може да има перење пари. Ова од причина што државата во тој период се работеше за наши фирми. Значи, поврзани. Фирми идат фактури од фиктивни фактури и тоа беше целта да се земе поврат на ДДВ. Државата во најголемиот број случаи данокот си го наплати. Значи државата не остана оштетена. Сега во суштина зашто немаше перење пари? Во суштина беа тоа чисти пари. Значи целото тоа беше една да наречам така измама за да се добие поврат на ДДВ. Оние предмети што ние ги работевме, после отидоа и доста на надлежно постапување на основните јавни обвинителства. Знам дека отвори посебна сметка, мислам дека во УЈП, со која за кој данок ние ги теретевме, они го депонираа до правосилност на пресудата. И доколку судот најдеше дека се виновни за даночно затајување, државата од таа сметка ги повлекуваше парите во буџетот на Република Македонија. Меѓутоа не можевте да проследите одливи на пари. Тоа велите ако се заклучи дека и затајувањето е од некои легално стекнати пари, тогаш не може да одите во случај за перење пари. Па не може, значи парите треба да потекнат од криминал за да докажеш перење, мислам перење пари. Еден од последните предмети што го работев, мислам за тоа по таа даночна евазија, беше изградба на објекти. Објектите беа изградени. Сега, за да добијат поврат на ДДВ, имаше и нелегални фактури од фирми, например, што немаат ни еден вработен, тогаш не мораше да има во тоа време 2005 вработен за да постои фирма, нема увоз на материјали, нема договори со лица, нели, за да ги изведуваат тие работи. И така да мое лично мислење е дека треба државата да си го земе данокот. Ако го земе државата данокот, тогаш не е оштетена. Приоритет, мислам дека е тој, дека и колегата ќе се сложи. Од финансиски, а сега, перењето пари, кај даночното затајување, да кажам вака од обвинителски аспект, многу е тешко за докажување. Тешко е за докажување затоа што во суштина ние сме имале, например, повеќе предмети пари од Министерство за одбрана. За одбрана, да имаш и таков случај, Арсенал. Набавката е извршена. Добавувачот
имал повеќе фирми. И сега парите што ги добил од Министерство за одбрана, една друга фирма па завршили дел во странство. И сега како да го гуниме, според мене, за даночно, за перење пари, кога од Министерство и парите излегуваат од Министерство за одбрана. Ама Нема тука нечисти пари. значи тоа според вас. Меѓутоа, еве, дали се согласувате со ова и што мислите од ваш аспект? Јас само да напоменам дека имаше таков случај, го барам тука низ белешките. Тој случај се викаше Арсенал и беше дадено пари за опрема од Министерството за одбрана, а фирмите, како што еве гледам, тоа беше од 2004 до 2009 година, по една фирма имало регистрирано во Кипар, Ливерпул и во Благоевград, а другите се воделе на адреси во Кочани, Скопје и во Македонски Брод. Само да кажам дека не значи дека е овој случај истиот за кој што вие зборувате. Јас само најдов еден случај каде што беа уапсени поранешен функционер и 8 бизнисмени за вакво нешто. Дали сметате дека овие управата за јавни приходи и оние што се занимаваат со финансии многу полесно ова може да го истражат и да го докажат, за да им се олесни на обвинителството и кои се механизмите за да тие можат тоа да го спроведат? Јас би се вратил, сакам за гледачите да го појаснам механизмот на перење пари од даночен аспект. Значи тоа ќе го појаснам, ама пред да предам на тоа само да се осврнам на излагањето на овенителката. Значи, не е перење на пари само во даночната димензија. Ако вие сте учесник во јавниот живот, оде мислам политичар, власт, во некаква форма влијаете на некаква можност да насочувате јавни набавки, значи вие сите светски даноци да ги платите, моралната димензија не сте исполниле. Штом имате потреба да ги одлеете надвор тие пари, а не во земјата, сите гордо да се чукнете во гради, да, јас еве направив таков и таков бизнис, чист сум до трето колено наназад. Значи, тука е таа морална димензија опасна и во овој контекст само ќе наведам управата за јавни приходи кај нас има прекрасна алатка. Годишната даночна пријава покажува кој колку остварил приход во текот на годината. Зарем таквиот приход 10 години наназад, ако им го собереме на многумина, ќе дојдеме до нивниот имот што го имаат. Веднаш има еден механизам во Закон за персонален данок на доход дека треба 70% од недокажаниот имот да им се одземе. Кој го спровел тоа? Едно време имаше некои индиции, се стартуваше што тоа застана како да не било. Кој е главниот механизам кај перењето на пари од даночен аспект? Република Македонија има многу ниски даноци. Не сакам да кажам најниски, бидејќи во светов има и пониски, земји со пониски даноци. Не случајно парите одат таму. Да, со 0%. Така кога ќе слушнеме дека има, сепак има и на дното земји со даночни стапки. Едно е ако ги трансферирате парите во даночен рај или било каде, во форма на трошок, значи добивате фактура за услуга обично, бидејќи неопиплива и така натаму, исплатувате, ја плаќате таа фактура и понатаму не се следи трагот на парите. Тоа е една димензија. Втора димензија, ако вие трансферирате дивиденда, значи сте го платиле данокот на добивка во Македонија, сте плателе задржан данок на правно лице, ако е правно лице примач на дивиденда. Тоа што вели господја Вилма, сите даноци ги платил. Така е. Односно сте платиле персонален. Тука може само зборуваме за нека морална димензија. Дури прашање дали имаме право на во приватниот. Така. А во оној режим што кажа, значи трансфери, плаќање на фактури, особено во зоната на услугите, веќе тука има простор да се проверуваат од случај до случај дали се работи за вистински услуги, за покритие за тоа дали стои така натаму. Значи, ова се правците на кои што треба органот да делува, оној што е одговорен за тоа. Да, добро, вие споменавте управата и си јас се сеќавам, ми сме работеле случаи каде што имаше испитување на тоа 70% и тоа мислам дека некаде запре во 2010-та веќе. Мислам Владо Димовски, поранешниот министер за здравство, дека на него последен пат му е. Јас не знам дали бил Владо или бил Перо, одредбата во законот постои и денес. Денеска, меѓутоа не се применува. Не е битно дали е Владо. Значи, владевци има многу. Дека него последен пат му направија дека треба 70%. Законите се читаат слепо со врзани очи. Така како што пишува, ако ги примениме во секој сегмент на животот, ќе цветаме. Значи, меѓутоа еве како обвинителство, дали значи предмет може да оформи и управата, предмет може да оформи и дирекцијата за спречување на перење пари, предмет може да оформат и други органи, не само обвинителството. Мораат. Е така. И обично овие предмети доаѓаат, треба да доаѓаат директно. Да не ги забравиме и банките.
И банките како носителите на сите платен промет во ваков сомнеш имаат обврска по закон спречување на перење да информираат во Сега дирекцијата. тоа сака да прашам, колку вие како обвинителство за гонење на организиран криминал од тука добивате предмети и од тука гоните предмети? Ако тие поднесат пријава до обвинителството, вие ќе ја проследите, меѓутоа тие се тие што изработуваат. Колку е тоа во последниве години, го имали воопшто? Ако рековме дека господинот Димов беше еден од последните, не зборевме за плаќање 70%. 70%. Меѓутоа јас и не се сеќам да после тоа нешто се случи. Да, на тоа. Дали добивате предмети кои што потоа може да ги изработите? И колку е тоа често? Видете, сега јас не можам да зборам нема да сакате може да ги критикувате дека не работат. Не можам да знам за сите предмети што се дојдени во нашето обвинителство и колегите што постапуваат по истите. Ама од колеги немам слушнато дека сме добиле нешто од овие институции, осем од полиција. Сакам да се надоврзам, значи моментално е во работа, не можам да зборам за тој предмет конкретно, е во работа истражна постапка, каде имало плаќања на фактури према Панама. Значи имаме, што велите вие, нешто за истрага? Да, значи имало плаќања за извршени наводни Добро. Ще тоа да видиме дали, значи тоа се истражува, тука сакав само да ви кажам дека истражуваме кога имаме материјали, например и од Панама преку Управата за финансиско разузнавање многу брзо релативно добивме податоци за тие фирми. Кога се основани, кој е управител. Сега ние уште не ги баравме банкарските сметки, затоа што се уште се води истрага да видиме каде ќе не однесе истрагата. Само колешка моја го работи предметот. Сме за тој предмет, мислам дека чекаме од дали не добивме. Мислам дека добивме од Девствени или Маршалски острови, се не ме држите за збор. Добивме информации така да уште од една-две држави се работи за македонска фирма која што имала одливање на пари кон ваквите потенцијални офшор места. Да, и после тие пари повторно, као тие формираат нека фирма овдека, па така, мислам... Па ги враќаат назад. Да, мислам дека убав предмет би требало да излезе, сега ќе видиме, се уште е во фаза на истрага. Убав предмет за перење пари. За пример. Господине Гацов, ова е едно вртање нели на кругот во однос на перењето на пари. Меѓутоа, кажавме и тука, ние сме земја со мали даноци, меѓутоа постојат земји со нула даноци. Доколку вака, ови предмет баш би сакала, и ние новинарите да го истражиме, ако имаме податоци некогаш, меѓутоа, доколку ова се случи, дали е тоа, значи, класично кршење на закони и перење пари, оти сите овие, пак ќе напоменам што ги видовме сега во Панама Papers, велат да, ние имаме фирми, меѓутоа не значи дека преку нив переме пари. За да се исперат парите, значи ли тоа фирма од Македонија дека треба да отвори фирма во офшор зоната или да ја плати на некоја друга фирма, па потоа на трета фирма тука да ги префрли. Кој е механизмот? Значи, генерално и во овој случај јас не можам да тврдам во овие што ги видовме денес во весниците дека се работи за перење пари. Може да се работи, пошто чисто пати тие офшор компании се користат и за холдинизирање, би рекол, на бизнисот. Значи, од една централа се водат повеќе бизниси и тука има чисто корпоративен мотив. Значи, не мора да значи дека има перење на пари. Меѓутоа, таква работа може да се направи, не знам, и од европска држава, така да секогаш кога имате ваква некоја земја, сомнеш треба да постои. Затоа велам, Панама е, предпоставам, иницијална каписла, има држави кои што се многу поинтересни. Вие свртете... Например, да и ви во САД има офшор компании. Така е. Господинот Јоновски ми прати има македонски адвокатски канцелари кои што се специализирани за отварање на вакви офшор компании. И то не име водешка земја Панама? Па добро, видовме дека се споменува Белизе, Бахами... Па и некои други. Па добро, кажете полесно ќе ни биде на нас новинарите. Значи, например, островото на човекот, не знам дали тоа сте го анализирали. Не сме го нашли. Добро, ама тоа е под британска јурисдикција, али интересно е како опција. Хонг Конг има исто така нула данок. Може би тамо треба да се побарат работите, иако често пати регистрацијата оди преку некои други земји. Во контекст на
трансферот на пари, значи и овде повторувам дека задолжително не значи дека има некакво криминално позадина, туку може баш да се работи за корпоративни работи, али затоа треба да се истражи. Сега, ако ние денеска се посветуваме цел ден и утре претпоставам за ова ќе се дискутира за 3 компании, па кај ни е крајот? Зарем се интересни ова како компании за дискусија? Меѓутоа како појава е интересно ова, бидејќи ова претпоставам дека не е се. Немам докази, претпоставувам, бидејќи има и други мотиви. Власта, државата, Министерството за финансии па и Народна банка имаат механизми се тоа да го контролираат. Значи имаат и механизми, еве ако кажеме ние од денеска ќе сопреме со оваа работа за месец дена со некакви менувања на процедури правила, може ова многу строго да се следи. Меѓутоа интересно беше што Богов кога го прашавме дали ви имате листа на според податоците од банките на фирми, на луѓе кои што тоа го правиле, тој кажа дека нема и тоа беше еден интересен, малце фрапантен податок, затоа што сите очекувавме дека тој барем ќе даде простор или сомнеш дека можно е да се најдат. Од друга страна, банките нотирале такви случаи, затоа е нејасно зашто Народната банка оди со податок дека нема, а банките пријавувале случаи. Јас би се изигравал адвокат на Богов, не мора да има. Значи тоа што нема е затоа што не мора да има. Ама ако ги дотераме прописите во таков режим да мора, тогаш и Богов ќе биде заинтересиран, соодветно тој ќе опрелее кај носителите на платен промет, бидејќи извршители на ова се деловите, односно комерцијалните банки, и од таму ќе доаѓаат сите информации. Значи, концептот е на докажување, концептот е на проверка, концептот е како тоа да не ги знаеме ние собствениците на тие компании во Панама и во Белизе, значи ќе се легитимира до последниот, ако сака да циркулира трансферот на пари, да веруваме дека тоа е корпоративен мотив за... Инаку, мотивот за оценка, раководење, секогаш е шпекулативен и опасен. Да, тука е проблемот. Како вас, например, сигурно е потешко да најдете, еве сега и со овој случај, да речеме, условно речено, во Панама. И тука нас, откривајќи ги панамските документи, ова што рековме, најтешко е да најдеме дали некој е нечија сенка. Знаете, во претходните вакви примери имаше дека некои бизнисмени се само покритие за поголеми играчи. Такви примери имавме конкретни со име и со презиме од Србија, кој за кого е покритие. Имаше и светски примери кој за кого е покритие. Сте нашли или можете ли да најдете такво нешто? Видете, ние како обвинители не сме истражители. Треба службите кои имаат задача да истражуваат тоа да го сторат и кај нас да дојдат со знанијата кои ги имаат, со известување. Дојдовме до овие сознанија. Значи, ние обвинителите, или ако подопрен глас, така, нели можеме да постапуваме, да дадеме насоки или на полиција, или на финансова полиција. Уја па не врши истражни постапки. Не може да врши истражни постапки. Значи, само може по наше барање да изврши контрола негде во некоја наша фирма или во повеќе фирми, да. Али затоа постои полицијата, значи во рамките на организиран криминал одделот во полиција, постои финансиски криминал и оддел за истражување на перење пари, имаме финансова полиција, па дури можеме одредени сознанија добиваме и преку управата за финансиско разузнавање. Така да некој друг треба да го сработи тоа за да ние почнеме и да се вклучиме во работата, затоа што ние не сме истражители. Добро, јас имам навистина дилеми колку овие институции во Македонија вршат вакви истраги. Например, ние новинарите сега ќе се потрудиме максимално, овие фирми веројатно што ги најдовме се поврзани со други фирми, па со трети, па сега по адреса ќе одиме да видиме кој е основач, како што кај нас во централен регистар нели се гледа, така и таму ќе се најде. Меѓутоа јас имам сумнеш колку воопшто овие институции одат по оваа постапка и истрага како што ние новинарите одиме, затоа што во јавноста јас не се сеќавам во последно време. Драго ми е што вие имате случаи овој со Панама, меѓутоа не сум слушнала ниту една од овие институции дека извршила некоја ваква или слична
истрага. Тоа е формалниот пристап кон некои прописи, каде што има одредби каде што може да одат подлабоко. Можат ли еве сега да одат подлабоко, да ги испитаат овие барем 4 што ги имавме тука? Девизниот инспекторат во секој случај апсолутно. Сакав да напоменам уште 2-3 работи кај што исто така во форма дури на регистри може да следат овие работи. Например, вложувањата во и од странство се пријавуваат и се запишуваат во Централниот регистар, односно вложувањата дури се запишуваат и во Народната банка. Регистри има. Втора работа, не знам дали новинарите тоа го следат. Забрането е македонски резиденти да купуваат хартија од вредност во странство. Пазете, хартија од вредност. При тоа исклучок за ова е доколку вложувањето станува директна инвестиција. И па тогаш има дефиниција што е директна инвестиција. Меѓутоа по тоа може да се извадат дека он инвестира. Да, ама некој се протнал можеби без да ги исполни законските услови, затоа треба тие работи да бидат проверувани. Во овој контекст сега има исклучок, не знам дали следивте, нели се регионално се поврзаа берзите на Македонска, Бугарска и Хрватска, тука има исклучок во законот. Али сите други трансакции, купување и така натаму може треба да се подведат и под ова сито. Дали декларирал дека има регистрирана инвестиција во Централниот, односно во Народната банка? Вака како што кажувате, очигледно дека и македонските закони и институции имаат можност тоа да го направат. Прашањето е, и ние како новинари, апсолутно тешко е да добиеме податок кој купил хартија од вредност во странство. Апсолутно е тешко да видиме дали некој тоа го проверил како што викате ви. И тоа мислам не е ниту транспарентно, ниту и затоа добиваме впечаток дека тоа никој не го прави, а може да го прави. Тоа сакам јас да го потврдам, меѓутоа, значи треба некаква волја, желба, некој да отвори државни, не знам, регистри за проверка на ваквите вложувања, трансакции и така натаму. Да не ви изненадува, значи секогаш е мотивот на оние што се на власт. Така било и во минатото, така и сега, веројатно така ќе биде и во иднина, освен ако Македонија не сака да стане нормална држава, нели? По таков случај, секој гордо да се декларира да јас отвори фирма, не знам, во Панама или во Швајцарија, со толку влог тоа го работа. И за тоа да имавме таква изјава од господинот Александар Пановски кој рече дека 20 години не живее во Македонија, дека моментално живее во Иран, дека нема ништо во спорно во фирмата што ја отворил, дека тој има бизнис со газ и слично. Меѓутоа, еве, предлагам пауза за реклами и потоа ќе го слушнеме и разговор што го направивме со Џон Јоновски, кој исто така има компанија и најдене во Panama Papers. Тој тука работеше како советник за економски прашања и слично. Бидете со нас со топ тема, веднаш по рекламите се враќаме во студиото. Се враќаме со топ тема. Она што е актуелно овие денови е она што излега податоците во Panama Papers на имињата на неколку бизнисмени од Македонија и фирми. Еден од тие луѓе беше Џон Јоновски, кој што денеска го прашавме зошто ја отворил фирмата, кои биле намерите и дали и што работи со таа фирма. Со оглед на тоа што дека вечерва не дојде во студиото, да го слушнеме телефонскиот разговор што со него го правеше мојот колега Мирко Тројановски. Јас сум основачот и акционерот на таа фирма. Јас сум основач и акционер, основач сум на бизнисот Phalanx Capital. И таа ми беше еден од правните лица преку што ние работевме. Добро, со која цел е формирана оваа фирма, токму како офшор, да кажеме, компанија? Значи, фирмата е формирана, си ги проверив овие моите податоци, значи, фирмата е формирана во 2004. Во тоа време се уште бев директор во UBS, ова инвестиционен банк во Лондон, и планирав да си освојам, да си направам своја фирма, за меѓународно финансиски консултинг, адвайзеринг, стратешки консултинг, што ќе го почнам, сакав да го почнам тоа во 2005. И ова беше еден од опциите каде што можеш да направиш некој холдинг компанија за да почнеш таков бизнис и треба да биде во некој, не знам, бизнес френдли юрисдикција, да има владење на правда, добар легален систем
И мислам најбитно да има флексибилност за да може да расти со тебе и да може да го водиш ефикасно. А за Мосек Фонсека мислам не се ништо позначајно, ти се еден од многу фирми што основат и прават административни услуги за такви. Се крена многу прашина околу овој целиот скандал. Panama Papers. Каков е вашиот став во однос на постојањето нови офшор дестинации? Каква е можноста да се злоупотребуваат тие фирми за избегнување данок, за пирење пари и така натаму? Генерално. Дали знаете кој е најголемата офшор дестинација во свет? Не. Делавер, Невада, Обединетите американски држави. Така. USA, it's the biggest, најголема ова како се вика офшор место во свет моментално. Значи, тоа се употребава за флексибилен однос. Значи, ако работиш меѓународен бизнис во доста различни држави, не е ефикасно да одиш во секоја држава и да ја основаш, да речеме, фирма во секоја држава, ме разбираш? Значи, поефикасно да си најдеш флексибилно место, што може да те следи, каде што има добро владење на правда и каде што има добри административци. Господине Гацов, колку е точно ова што го вели господин Џон Јуновски, од каде потребата дека треба да отвори фирма кај што ќе има флексибилни услови за да може да делува и да работи со другите меѓународни фирми, било да се негови или на други држави? Па не можам да кажам дека ова е неточно. Значи, генерално е точно и мотивот, пак повторувам, ако е корпоративен, спојување, холдизирање на бизнисите, се развива дека е добро да се од една централа да се управуваат. Овде се покажало дека тие офшор компании пружат добри сервиси. Значи, за разлика од, предпоставам, што модото тука, таму, за разлика од нас, многу подобри сервисни услуги. Меѓутоа не треба да се заборави дека Република Македонија, например, немаат подпишано договори за одбегнување на двојно оznačување со Панама, ниту пак со Белизе, ниту да не ги наведувам сите. Така да во тој контекст не е исплатливо трансфер на било какви средства за било какви услуги кон тие земји, бидејќи не може да се користи режим на повластување. Така да во овој контекст значи треба да се внимава и на тој аспект. Пак повторувам, иницијално управата за јавни приходи може да го иницира. Во случајов на господинот Јоновски не најдовме македонска фирма врзана се уште со во оваа мрежа која што одбегнала нешто што би можела да одбегне. Меѓутоа господја Русковска, доколку Јоновски беше некој македонски политичар или некој што и морално треба да одговара, дали ќе го гоневте? Ова ве прашувам затоа што во Британија Камерон се најде на удар. Во Ирска премиерот даде оставка. Може би тој како Јоновски ќе објаснеше или објаснил дека како Камерон што објасни, тоа е фирма уште од времето на татко му, работел заради, може би како Јоновски што вели, полесно делување на меѓународниот пазар и слично. Меѓутоа, доколку се работеше за јавна личност или личност од политиката, дали под опрен глас ке можевте да направите истрага? Видете, ние за морална одговорност не можеме да гониме. Значи, секој моралот си го носи моралната одговорност со себе. Дали ќе смета дека ќе треба да даде оставка, например, кој примерот со исландскиот премиер, Камерон се уште не даде оставка и не му паѓа на памет да даде, колку што ми е познато, но доколку дојдеме до сознание дека таа фирма е основана и работи за да се врши некое перење на пари од сторен некој криминал, тогаш сигурно дека не само што можеме, него Морате да постапите. Да постапиме. Во Македонија сега многу е актуелно и се зборува кој каде има пари изнесено. Меѓутоа многу помалце се прави исто така истраги кој тука донел или испрал пари во Македонија. Иако имаше податок дека, тоа е постар податок дека во Македонија постојат 15.756 регистрирани субјекти преку кои можат да се перат парите и кои се задолжени да пријавуваат сомнителни трансакции. Во последно време слушаме за едни големи афери. Тоа е аферата Актор.
таму тие се вклучени во градењето на автопатот Темир Капија Смоквица, а се под една истрага на ОЛАФ. Од тука, тука некако не гледам дека нешто се мрднува околу актори, дека некој нешто истражува од институциите, иако тие беа споменати во бомбите, зашто со актор да се земе како градител на автопатот и слично. Што во вакви услови, кога гледаме дека Македонија е всушност пералница на пари, иако не е со 0% данок, ама може да е податлива за такво нешто. Доколку институциите не го гонат тоа. Так. Ова е само еден пример, да не зборувам за другите. И субрата Рој во својата земја е гонет за различни работи, дојде тука на голема врата како инвеститор. Јас сепак Македонија не би ја ставил во зоната на пералница на пари, просто овој беше атрибут во контекст на објаснувањето. Сепак во некоја зона на нормалност е. Еве конкретно за аферата Актор. Квалитетна истрага, доколку има криминал, не може да не ефектуира позитивно. Значи, таму она што е направено, ако е направено, се работеше изнесување на готовина преку банка и така натаму. Тоа е проверливо, бидејќи останува трага. Оне што знае да ја сработи работа, верувам дека ќе дојде до индиција дека има нешто, ако има. Мислам дека обвинителството го работи, овој случај не вашето, ама мислам дека јавното го работи. Па претпоставувам би под притисок на Европската унија и овде ќе се сработи нешто. Втора една работа, јас заборавив да кажам, еве ги набројавме, не знам, управата, ја споменував неколку пати, споменувавме, не знам, банки и така натаму. И сметководителите се обврзани да привуваат сумнителни трансакции. Значи, сметководителот на Актор, ако имал, а морал да има, допир со такви документи, морал по закон да извести управата за спречување на Ма ке нас не е проблем сметководителот, проблем е институцијата, дали потоа ќе го проследи случајот. За Актор ние видовме УЛАФ дека врши истрага, ама нашиве... Да, ама јас и вие не знаеме дали тоа го направил сметководителот. Може во зоната на истрагата се уште. Ако го направил, ворете, ќе има индиција и ќе има процесуирање. Ако не го направил, значи една карика попуштила во механизмот за заштита од перење на пари. Институциите се таа карика што најмногу попуштаат во системот. Тие и да добијат информација и прашање дали ќе спроведат истрага, и тоа е тоа што е најтешко во Македонија. Не само овој случај сега, ајде да не ги потребувам бомбите кои што видовме какви ни се институциите, тоа сигурно. Меѓутоа ако сте оставиле траг, ќе дојдат нови институции можеби, што ќе го проверат тоа до крај. И ревизорот исто така има обврска ваквите индиции да ги процесуира до управата за спречување на перење. Значи имаме многу заштитни механизми што треба да иницираат постапка. Добро велите, значи системот е тој што не постапува. Ама да видиме кој во системот не постапува. Ова треба да се истражува. Да се истражува. Повторно од вас, новинарите. Еве да кажеме, јас дојдете до иницијална информација дека сум пријавил некого дека перел пари, односно имал сумнителна трансакција, понатаму треба да проверите во управата, нели? Ако сака да добиете добра приказна, докаде е таа работа, па да видиме ние кој не си ја работи. Проблемот е што ние наидуваме на зидка институциите и морам да кажам дека управата за јавни приходи имаше години на едно златно време кога во 2008-2009 година случаи што ги споменавме, каде што беше транспарентна кога се работеше за вакво нешто, за жал во последниве 3-4 години ние таму не добиваме никаков податок. Јас се обидов да ги набројам речиси сите кои што се вплеткани во оваа карика и така е, се со цел да ги подсетам дека одговорноста ни е комплексна и заедничка. А дали некој ќе попушти во таа карика е негова одговорност. На крајот кај ќе заврши никој не знаеме. Барат ли институции како УЛАФ еве од вас за Актор? Сега јас не знам дали е во рацете на организиран криминал, дали воопшто се работи овој случај и се истражува овде во Македонија. Меѓутоа, ако обвинителот види дека тоа е под истрага меѓународна, зошто не би била и македонска истрага, па заедно со меѓународната институција да соработувате? И тоа ви е иницијална каписла или допрен глас? Не велам сега дека вие лично или вашето обвинителство. Вака, ОЛАФ се вклучи затоа што се работи за средства од европските фондови. И тоа е причината зашто ОЛАФ се вклучи во целата таа истрага и ја побара целата документација за да ја истражат. Тоа што се работи за нивни пари. Паралелна истрага може да се води и вообичаено е да се води. Например, ОЛАФ може да води истрага ако се вклучени некои функционери или званичници или па фирми од Европска Унија
А во исто време ние како обвинителство да водиме истрага против евентуално луѓе од Македонија кои се вклучени во сторување на некакво кривично дело. Сега условно зборам, не можам да кажам дали некој направил или не додека не заврши целата истрага. Таков беше случајот и со Телекомот, затоа што тоа што велите, ако некој од меѓународните институции е засегнат, како што се американците кои спроведоа истрага и тука се водеше истрага, ја продолжуваат таа истрага и веројатно ја поврзуваат со нашата. Меѓутоа, она што тука малце обесхрабрува, особено вас, сакам да ве прашам, е немањето на очекувани резултати. Не зборам очекувани резултати туку генерално, јавноста очекува повеќе. Секогаш се подолги постапките од ваков тип, секогаш некако се развлекуваат. Се уште траат, да речем, некои истрагеве како што е Телеком и слично. И тука доаѓа до разочарување во јавноста во однос на експедитивноста на случаите. Имаше времења кога обвинителството за организиран криминал имаше полни раце работа. Тоа беа они истраги ко организиран криминал, големи случаи, тогаш имавте, знаме, и проблеми со Врховниот суд. Сега дај Боже да имате проблеми, да имате случаи и да имате проблеми со Врховниот суд, ама да се процесуира побрзо и да има резултати. Тука е честата критика од страна на јавноста и еве сега не сакам да ве натерам да зборувате за или против специјалното обвинителство, ама и потребата, нели, да се формира уште едно обвинителство кој ќе истражува само сега одредени случаи. Сега имаме толку многу обвинителства, а ги немаме случаите на површина. Ова се малце повеќе политика отколку правда. Не. Вака, тие кривични пријави, уствари процеси кои ги набројавте, тоа беа, како да кажам, сам домашни. И тоа јавноста не знаеше ние колку време ги истражуваме. И со месеци се работеше. Еве, например, Смискоко, мерките со месеци, 8 месеци траја. И сега народот дозна нормално кога се поднесе кривичната пријава. Да, и не може за ниеден голем предмет не може јавноста да очекува дека за месец, за 2 или за 3 може да се заврши предистражна постапка. Не зборувам за истрага па додека дојде до обвинение. За такви сложени предмети. Меѓутоа имаше, например, еве, ќе се потсетиме на случај кај што има завршница и еден од најтипичните предмети за перење пари и пронаоѓање на сметки беше поранешниот директор на ЕСАМА, кој што ЕСАМА во тоа време, кој што имаше класичен случај на перење пари. Меѓутоа, јас пак ќе кажам, потоа не видовме уште многу такви случаи. Може ли да ни го опишете во дискусство тој случај и некако во последно време јас стварно како новинар, можеби и наша е грешката, не сме истражили, ама не сме слушнале таков тип на случај повторно. Вака, до стапување во сила на новиот закон за кривична постапка, каде е предвидено, а за жал се уште званично немаме формирано, значи одделение на наши истражители кои ќе работат во истрагите, например, во јавното обвинителство, мислам они ќе си примаат плат од институцијата од кај што доаѓаат, али работното место ќе им биде во обвинителство. Нас не се врзани рацете. Кој што напоменав, ние не сме истражители. Ние мораме да имаме истражители. Ако МВР не ви даде предмет, значи вие не сака МВР или финансова полиција, ако не сака ти го сработи предметот, нема да ти го сработи. И нас не се тука врзани рацете. Не сакам сега да зборам за предмет што сум имала. Поднесувам барање за да испитуваат, ние тоа ПЕО го викаме скратено, не постапуваат, ургенција, проширување на барањето за истрага, уште една ургенција, според законот тогашниот, се заканував со информирање на министер, за да добијам ништо на крај. Мислам 2-3 страни, све е вика чисто.
Во тој случај немате механизам вие како да ја продолжите истрагата? Па немаме. Затоа ви кажем, истражителите се тие што треба да го истражат криминалот. Или да дојдат да ни кажат обвинител известување, да ни донесат и да ни кажат се сомневаме или имаме оперативни сознанија, па ние да им дадеме насоки што да работат, во кој правец истрагата да оди. Сега, ако не сакаат или не можат, затоа многу се збори за вината на обвинителството. Јас не викам дека нема вина и во обвинителството. Сега да се разбереме. Ама во многу случаи стварно обвинителите и не се толку виновни. Не сакам сега па ни целата одговорност да ја префрлам на полиција, има сработено одлични предмети. Добро, кога сме кај перење пари, даночни затоање имаше уште еден предмет има кој беше завршен, вреден 22 милиони евра. Судењето Ариел, перените пари биле носени во хартиени кеси надвор од Македонија. И тогаш се тука века со калкулатор прво обвинитиот пресметуваше на колку проценти треба да му исплати и да земе кеш. И во однос на овој случај имало и бланко, бели листови за наплата и слично. Меѓутоа беа, според обвинението, се переле пари на тој начин што се отварале фирми на чии сметки се префрлале пари за наводни услуги и потоа парите се извлекувале од сметките на фирмите. Управителите и посредниците добивале од 1 до 8% од вкупната сума. И интересен податок е во овој меѓународен случај на лажни фактури и дека двајца македонци од Пустец биле во мрежата на перење пари, тврдат дека биле неписмени за да водат таков бизнис, односно биле параван или веројатно само злоупотребени. Ова одев низ архивите на случаите за да видам од до, значи од нешто минорно до нешто поголемо. Меѓутоа ние сега сме во време, колку да не сакам да зборувам со економисти или со обвинител за политика, во време на поголеми очекувања од јавноста во однос на вакви големи предмети. Сега очекувањата сека е специјалното обвинителство, бидејќи тие се нафатија како апропо бомбите да ги сработат случаите. Она што последно ние го работевме беше со израелската набавката на израелска опрема преку пари кои се стигнати во Македонија на фирмата на каде што директорот бил Крпач и кои што пари според бомбата легнале или треба да легнат на таа фирма. Она што беше интересно е дека ние најдовме и колегите новинари дека има фирма во САД со исто име Финзи, значи постои и во САД. Ги најдовме адвокатите кои основале, најдовме адреса и слично. И тука беше прашањето што ние не можевме да го поврземе. Дали парите добиени од провизија се префрлени во американската фирма или од американската фирма стигнале на фирмата на Крпач овде во Македонија, и тоа веројатно го испитува сега и специјалното обвинителство. Меѓутоа, еве, вие што очекувате во однос на ваквите истраги? Јас еве слушнав, има меѓународна соработка и слично, меѓутоа ако иницијативата не е од тука и ако има обструкции, овие се големи предмети. Значи, ова се парите, ова е тоа што е клучно за истраги во Македонија во моментот и ова ја интересира јавноста. Јас би рекол големи пари, големи предмети, еднакво на големи обструкции. Затоа не би требало да очекувате соработка во некој контекст дека некој ќе ја објасни работата до крај. Некако трагот на парите бара да биде скриен, односно да биде менуван из повеќе раци за да се изгуби основниот трак од кај тргнале парите. Затоа очекувам, не знам, може би грешам, дека исплатата е извршена во странство, за после тоа ако има потреба нели да се трансферираат во земјата. Ако имало таква исплата, значи се што знаеме само од оние телефонски разговори, се разбира, ова треба да го сработи специјалното јавно обвинителство. Во слушајќи ја обвинителката за несоработката во наводници, пошто рече дека има случаи кај што соработуваат многу колегите полицајци во некои предмети, ги забележав зборовите не сакаат и не можат, а фали зборот не мораат. Значи, тие испаѓаат дека по законска одредба не мораат па баш и да соработуваат со вас. Затоа што немате механизми. Не, сакам да кажам, немате механизми, ама немате механизми или некој надреден на нив механизми што ќе се покајат за тоа што нема да соработуваат. Ме разбирате? Ова ме потсетува и ако се отидеме во некој закон за административни службеници, за јавни и така натаму. Таму вели во рок од толку и толку дена тој и тоа да направиш. Третиот ден да кажем. Еве, вашите овие истражители што ги нарекуваме,
Предпоставам дека нема таква работа и затоа така лагодно се однесува. Има рок? Не, имаат законски рокови, рок, така? Имаат. да ви ги достават информациите. 30 дена по наше барање. Да, ама вие сте ургирале. Забележав дека кажавте дека до 30. Да. Штом сте ургирале го пробиле рокот. Да. Дали некој е сменет од работа таму? Не постои заради Не верувам. Факт е дека Тоа е тоа. дека не постои контролен механизам, тоа е Значи Па би проблем. таму пишува Факт. доколку не постапат во одреден рок или не го оправдаат непостапувањето одреден рок, дека треба да се извести министерот на полиција. Сега добро не дојдов до известување на министерот, ама имав напишано дека ќе биде прудентност е нешто што ќе ги натера да се однесуваат брзо, ефикасно, енергично и така натаму. Очигледно. Посебно пак ако се во некаква спрега со некого. Значи вие ќе добивате некакви салфетки на кои што ќе пише не е никој виновен, се беше супер. И сега велите ние немаме врзани ни са раците. Не е доволно. Прво ве подценуваат како орган, не велам како личност, нели? Така, да, сигурно. Втора работа, зарем ние до тоа дереđe дојдовме некој од таму да не сака 3 работи да истражи ако треба да дојдете до некаква истрага, а немате механизам, одnosno не сте го покренали или законот не ви обезбедува да се наложи за тоа да биде ефикасно направено. Вака не го познавам законот, меѓутоа воочувам некои работи што треба да се подобруваат веројатно во некоја идна ситуација. Од тие причини со новиот закон за кривична постапка е предвидено истражен центар за обвинителството, каде што ние нема да зависиме нити од полиција, нити од финансова полиција, нити од царина. Она што е УСКОК во Хрватска, да речеме, и ингеренциите што ги има. УСКОК е она што сме ние. Што сте вие, меѓутоа уште поголема. Меѓутоа како да добива впечаток дека таму и они се обвинители. Да, ма како да има повеќе ингеренции. Кога сум разговарала со колегите од УСКОК и они се жалеа токму на тоа што и по нивниот закон е предвиден истражен центар, не им е формиран. Меѓутоа, знаете, МВР е под владата сега, јас ако веќе гледам и друг еден аспект. Вие по правило треба да сте независна власт, нели? Ако министерот е поставен од владата, ако директорите се на некој начин поставени по тој систем, тогаш е нормално ако се појави предмет од типот на актора, владата, да речеме, направила договор, да постојат обструкции на ова ниво. Значи, тоа и се покажа со непостапувањето по одредени предмети и потребата од создавање можеби на специјалното обвинителство, иако дел од предметите биле во основното скопското обвинителство или на друг еден начин. И не викам дека не ги почнали истрагите, тие ги почнали истрагите, меѓутоа, тоа што кажа, времето на чекање на јавноста беше можеби поголемо од она очекуваното. Пауза за реклами предлагам и одиме во завршница на дебата. Имаме уште малку време до крајот на дебатата. Господина Гацов, банките и сами ги спомнавте дека се еден од клучните фактори во ваквите истраги. Меѓутоа, во Македонија, ако постојат обврска, например, клиентот бараат изјава за политичка изложеност и слично, и верувам тие што се политички изложени и што ги знаеме јавно напишале членови на која партија се и слично. Меѓутоа, проблемот е што со капиталот во банките. Имаме банки каде што капиталот е директно од луѓе кои што се во политиката. Имаме штедилници, има, например, капиталот е, странски, негде можеби сомнителен, негде не. Како во овој случај една банка ќе одговори на законот, кога самите личности што ја управуваат се спорни? Па се покажа исто така во одредени случаи, како што беше Изгрев хотелот, кога 3-4 пати одеше под дека и банката учествувала или не учествувала, меѓутоа се провртени со системот на сомнеш. Што во ваквите случаи и иако Народна банка е контролен механизам, јас до сега не видов некоја банка да била опомената така во јавноста појако или да и биде обструирано работењето само затоа што направила, не пријавила некој случај. Значи, банките се исто елемент на ова општествено економско окружување, да не очекуваме дека се они нешто различно од сето она што не окружува. Контролата над банките, точно дека врши Народна банка, односно посебно тело таму, органот за супервизија во Народната банка,
Сега, например, тоа е многу тивко тело. Значи, обично кога ќе направат некој наод за белешка во некој истражување, записник и така натаму, во јавноста не го објавуваат. Значи, се достава до банката, се бара корекции, објаснување, исправки и така натаму, бидејќи допрениот глас, го користам жаргонот на обвинителството, за банките е многу опасна работа. Значи, ако се истрача во јавноста со некоја информација на некоја банка, тоа може да значи, да не речам, пересилен збор, али потешкоти во работењето на таа банка. Така да режимот на супервизија од Народната банка ефикасно ја врши таа работа, меѓутоа факт е и сами слушаме и преку разни информации дознаваме, значи има политичко влијание во банките. Се разбира, не се имуни политичко влијание ако следите и банките во Европа. Значи не е ова некоја измислена категорија само кај нас. Се разбира, степенот на таа инволвираност е многу подлабока кај нас. Добро, ама имаше случаи, например, во Турција, каде што банката, иако била спомената, обстоила. Во Хрватска се споменуваа банки кога се отвараше аферата Санадер, меѓутоа тој нели отиде на суд, банката обстојува и слично. Не се случило ни во... Меѓутоа, јас ќе ви кажам по случај кога спомната била банката и пропаднала. Значи, немојте да се држиме до тоа дека... За овие балканскиве примери да не се држиме. Оти балканските исто, веројатно и да ист механизам имаат на делување. Сличен механизам и така да во овој контекст Централната банка е тој орган што треба да ги контролира тие поврзаности и да реагира на нив. Се разбира, софт реагира кога се работи за политичари кои што се на власт. Секогаш било така. Вратете се наназад, ќе видите тоа. Јас се враќам во еден момент, не знам колку се сеќавате, кога една штиделница се бараше дозвола да биде регистрирана за банка, како банка, упорно не добиваше дозвола поради не знам кои причини, еве, заради менаџментот, поврзаноста и така натаму и така натаму. Таа брана што ја става, а Централната банка работи и денес. Таа е задолжена за стабилноста на банкарскиот систем и Централната банка треба да одговара за тоа. До кој степен и колку тоа го прави, јас стварно не знам. Сакам да се надоврзам. Политичкото влијание во банките, да, можда треба да се истражува и да игра некоја улога. Само, еве, најново што овие денови што излезе во Фокус и во Слободен печат и денеска имаше на, мислам, на 24 вести, значи, собственици на фирми, они тврдат дека злоупотребени нивните барања за кредити, многукратно зголемени, отишле на други сметки, сега се тие задолжени да ги враќаат. Да, има јас една таква емисија каде што Комерцијална банка е спомната. Има еден предмет, тој се води во основното скопско обвинителство. Затоа и го спомнав, затоа што веќе се води предмет и колку што ми е познато дадено е на вештачење да се истражи, значи не е аспектот политички не е поважен од дали се прават некои малверзации во самата банка. Да, ма за овој случај јас не препознавам политички влијанија. Веројатно се работи за некакви... Не, јас за тоа реков. Не мислам дека политичките влијанија се поопасни од доколку се докаже некои криминални действија на одредени вработени во таа банка. Зашто би биле политичките влијанија поопасни од ова? Една работа пак ќе напоменам и во овој случај многу долго трае истрагата. И тоа е тоа што ние јавно новинарите често пати знаеме да го критикуваме или да го замеруваме. За завршница да се вратам повторно. Јас само да додадам, не случајно една банка во Бугарија пропадна затоа што добрувала кредити без значи хипотеки, покрити и така натаму на политичар кој што после пребега во Србија. Тоа беше пред 2 години. Ајде да видиме. Па нешто и Радобанка кај нас од тие причини пропадна. Да го позаборавме. Има примери, ама пропадна од тие причини. Необезбедени кредити. Она што, госпоѓа Русковска, сакам за крај да ве прашам, во кој, иако во текот на разговорот ми одговоривте, нели, кога од морален аспект треба да одговара политичарот, а вие кога ќе имате нешто конкретно, тогаш би истражувале. Во која фаза евентуално би се вклучиле вие како обвинителство кога се работи за податоци од Панама документите или од други документи претходно што излегуваа со афери? Значи,
тука реков јас дали вас еве и лично, како што и мене ме интересираше вчера, да одам од фирма на фирма па да видам која е фирмата на фирмата и слично, можете ли барем така да почнете една истрага? Значи во која фаза евентуално би се вклучиле вие во истрага? Апропо Панама документите. Во истрага би се вклучиле доколку се појави одреден сомнеж или одредена индиција дека е сторено кривично дело овдека и како резултат за да се сокри, односно да се исперат тие пари од стореното кривично дело, се отворила компанија во Панама или па обратно, отворена е компанијата во Панама за да преку сестринска фирма во Македонија се врши перење пари, додека не постои ни една индиција дека тие офшор компании на наши државјани во Панама постојат заради перење пари или заради некои други кривични дела, обвинителството не може да постапува, затоа што и колегата кажа, тоа се легални компании и не е противзаконито да имаш офшор компанија било каде во светот. Ова го прашам затоа што ние како медиуми па и целата јавност толку многу мислеше дека нешто ќе се случи кога излегоа податоците од Панама. И накрај излеговте разочарани. Сега да, а од друга страна може да ги охрабриме оние кои што имале пари, кои на некој начин си ги сокриле или си ги заштитиле на Панама, девствени острови и слично, и сега раат може да си седат дека им се на безбедно парите. Не. Без разлика каде се парите, ако почне тука одредена истрага, поврзана со било кого, што кажа колегата, парите лесно се следат. Така. И колку и да се тие даночни раеви, ако ние, како држава, им доставиме докази дека тие пари што се на тие сметки се резултат на кривично дело, постои, да кажам, многу голема веројатност да ги добиеме назад. И да резимираме, вие кажавте уште на почетокот дека ќе има, можеби уште случаи и ние ќе треба и понатаму да истражуваме. Кои се вашите очекувања? Дали мислите ли дека ќе се потресе нешто тука заради ова? Со Панама сигурно нема да се потресе, меѓутоа јас не знам дали во очите на почетокот што ви кажав, не се разочарувајте. Има уште многу работа. Има уште многу острови, земји кои што тоа го прават. Има многу звучни имиња што ќе се препознаат во тие. Ние, еве, како новинари и истражувачи, тоа и ќе го работиме. Меѓутоа, работата е во тоа што дали воопшто можеме да добиеме податоци, освен ако не се работи за дата база на податоци кога сме на интернет, и таа дата на податоци, база на податоци да ги содржи фирмите и централните регистри на тие фирми, па да дојдеме до имињето. Она што е неможно за нас новинарите е да од Македонија нели туку така лесно ги добиеме податоците од Швајцарија и слично, иако ќе напоменам, кога се однесува за транспарентноста, се што е во регионот е подобро од нас и се е полесно да добиеш на интернет и еден централен регистар е отворен во соседните земји, за разлика од Македонија, каде што не е така лесно да се стигне до податок. Тогаш ние префрлите топката на нас сега за не само на вас, еве да се обидам да ја префрлам топката и на Девизниот инспекторат, уште повеќе на Народната банка, значи да се побара од сите што имаат вакви компании регистрирани надвор, па дури и обични странски компании, значи без оглед дали се од данечните раеви, да се легитимираат до последното физичко лице. Тоа Народна банка може да го направи. Во спротивно може да превземе соодветни консеквенции. Значи да забрани трансакции од домашните деловни банки кон странство, например. И обратно, така да може да ги натера да се декларираат со име и презиме, па дури со матични броји до крај. Русковска и Гацо, ви благодарам што вечерва бевте мои гости и благодарам што одговоривте на
овие прашања што верувам се ги поставува јавноста, па еве ќе видиме што ќе се случува понатаму околу истрагите за тоа кои и за какви намени ги отворил офшор компаниите низ светот. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам што бевте со нас и останете со програмите на телевизија Телема.